Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton të radhës. Zakonisht vim të hënë dhe të njëjtën, por për shkak të festës është ky ndryshim dhe sot e martë do të vi me një diskutim gjithashtu të lidhur me ngjarjet që ndodhen gjatë fundjavës dhe që kanë të bëjnë me zhvillime ndërkombëtare, me zgjedhjet në Hungari, por që kanë një impakt të madh në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht vëmendja është se çfarë do të ndodh me ish kryeministrin Gruevski, i cili është në Budapest, pas paralajmërimeve atje se në fakt ndoshta do ta kthejnë këtu në Maqedoni. Por sigurisht çfarë impakti do të ketë kthimi i tij për Maqedoninë, për VMRO-n, por edhe për gjithë skenën politike. Dhe të ftuar sot kam Andrea Stojkovski, i cili është drejtor i Institutit Prespa. Благодарам што си дел од овој подкаст и ова емисија. Благодарам на поканата. Како што реков, ти си извршен директор од Преспа институтот, но исто тако и правник и ги знаеш сите детали на тоа што би значело враќањето на Груевски во Македонија, па еве ќе почнам со тоа прво прашање. Дали беше изненадување дека дури и во првите говори по идниот премиер на Унгарија го спомна Никола Груевски? Добро. Прво, не би си земал право да претендирам дека толку добро го знам правото, за да знам што може да се случи. Сепак си правник, во тој контекст го ставив. и... Знам каде да земам да прочитам, така што во ред се разбираме. Точно, еден релативно добар правник би требало да може да знае каде да отвори да прочита. Не ми изненадува спомнувањето на Груевски, затоа што уште пред преземањето на власт или пред да стане известно дека ќе има промена на власт пред преземањето, пред објавувањето на резултатите, пред да стане известно дека ќе има промена на власта во Унгарија, Петар Маџар зборуваше за слични случаи. По аналогија, ако за случаите на полските бегалци од Правда, се земе да се анализира случајот на Груевски, сигурно ќе се постапува на истиот начин. Никогаш не сум бил уверен дека сме ние најзначајната држава на планетава. Она катена мунди на професорот Мухич или на кој веќе беше е на вистина убаво да се слушне, ама многу неверојатно, така што не очекував дека веднаш ќе почне да зборува за Груевски. Добро е што тоа се случи дури откако резултатот на изборите стана јасен. Може би некој му го споменал тоа во меѓувреме, така што таа аналогија која што ја правевме од деновите пред изборите стана реалност. Ајде вака сега конкретно, секако како тоа ќе изгледа и правно и практично би било тешко сега да се каже, но тоа што може да го разговараме е очигледно. Што би значело за нашата република враќањето денес на Никола Груевски? Имаме тука две можни предпоставени состојби. Првата е ако одиме по редот на нештата, имаме обновено барање за екстрадиција, кое што ќе го упати Министерството за правда до Министерството за правда во Унгарија, и во тој случај државата Унгарија ќе треба да одговори на таквото барање за екстрадиција, под предпоставка дека ќе постапуваат според изјавите на идниот премиер Петар Маџар, ќе го уапси Груевски и ќе го испорача на Македонија. Само едно прашање тука. Значи, идејата дека треба да се направи повторно барање, нема новите власти во Унгарија да постапуваат по старите барања? Мислам дека старите барања се, не знам, тоа не можеме да го знаеме какви се преписките, какви биле во целост преписките.
Може би има некој од Министерство за правда кој што кој што го знае тоа, или некој од поранешните министри кој што ќе може да го потврди. Меѓутоа мислам дека одговорот на тогашните барања беше дека државата не може да го гарантира правото на правично судење и така натаму, и дека поради тоа беше одбиван во повеќе наврати беше одбивана екстрадицијата. Така што првата претпоставена состојба е ако од кај нас Игор Филков како министр за правда испрати ново барање за екстрадиција на Груевски и Унгарија одговори на таквото барање со апсење и испорака на бегалец. И логично е прашањето дали оваа влада, ВМРО-ДПМН или министерот Филков ќе побара такво барање? Ќе испрати такво барање? Видете, владата без оглед која сочинува, ја обврзува судска пресуда, правосилна во случаев, за Груевски. Така што се додека постојат можности за извршување на судската пресуда, се додека пресудата не е застарена, извршувањето не е застарено, може да се спроведува таквото барање за не може, туку мора да се спроведува. Јас тоа како правник можеби не е така точно така впишано во законите, меѓутоа за мене логиката е дека мора да испорача ново барање. Ама ние знаеме дека политичките контексти влијаат многу. И исто така од поранешни политичари, па дури и денешни, сме виделе различни изјави. Па затоа логично е прашањето кои луѓето го поставуваат. Дали стварно и реално ќе се постапи така како што треба? Во случајов мислам дека мандатот е на министерот за правда, надлежност е на министерот за правда. Не знам како е напишано во законите. Мене логиката ми вели дека ако е тоа надлежност на министерот за правда, тогаш тој би требало да постапи согласно своите надлежности и да го побара, да поднесе ново барање за екстрадиција. За тоа не гледам дека има потреба од колективна одлука на владата или од телефонски повик, или од допис од премиерот, или од било кој друг. Тоа е негова надлежност. Прашањето е сега во овој свет во кој што интегритетот е многу редок кај луѓето, дали некој кој што долго време зборувал за Груевски како бегалец, од правда, се разбира, ќе остои на предпоставениот интегритет на собствената политичка групација. Ако погледнеме не многу далеко, пред неколку месеци кога беше актуелно политичкиот притисок кој што го преживуваше министерот за правда не од редовите на ВМРО-ДПМН, туку од одредени пратеници на ВМРО-ДПМН и групации околу одредени пратеници, одговорот беше повторно со случаите кои што ги слушнавме во политичките бомби од 2016 година, така што не гледам зошто би требало да се откажат. Но мора да дискутираме, или барем дури како една теза, дека во ваков случај ќе има ли можност за тензија помеѓу ЗНАМ и ВМРО-ДПМН, ако има различни ставови? Сепак ова е разговор во тоа што би се случило и заради тоа го поставувам ова прашање. Него доведувам во прашање потенцијалот за конфликт помеѓу или тензија помеѓу ЗНАМ и ВМРО-ДПМН, затоа што едноставно чувствувам дека ќе има тензии внатре во ВМРО-ДПМН со враќањето на Груевски или со потенцијалот за враќањето на Груевски. Добро, ние го слушнаме премиерот кај што кажа дека ако пристигне ќе мора институциите да делуваат, што подразбира дека Груевски би требало да оди зад решетки.
Според мојата правничка логика, доаѓањето на Груевски во Македонија, враќањето, дури да нема барање за екстрадиција, дури Унгарија самостојно да го уапси и да го испорача Груевски, неговото пристигнување во Македонија нема да биде ненајавено преку државни канали. И во тој случај, повторно, мојата правничка логика вели дека неговото пристигнување треба да биде со пречек од судска полиција и со директно спроведување на отслужување на затворската казна. Не сум сигурен, може би не е така во законите, ама мојата правничка логика вели ако постои правосилна судска пресуда, тогаш нема потреба од притвор и привремено ставање во... Да, бидејќи така е, нели, ситуацијата. А во случајот бидејќи станува збор за бегалец кој што подолго време е одсутен од државата, скоро е една декада, мислам дека не постои друг начин освен негово затворање веднаш по пристигнувањето во државата. Овие на некој начин се дилеми правни како ќе се постапи, но политичкиот импакт секако ќе биде поголем, ако можам така да кажам. Што би значило Андреја Стојковски за ВМРО ДПМН како политичка структура, враќањето повторно на Никола Груевски? За мене има три точки на притисок или на удар врз ВМРО ДПМН, потенцијалот од враќањето на Груевски или враќањето на Груевски. Првата точка е наједноставната. Од 2016 година до денес не сме слушнале никакво извинување од страна на ВМРО ДПМН за сторените злоупотреби на власта, масовното прислушување, за криминалот и да не зборуваме, меѓутоа за повредите на човековите права, не слушнавме никакво извинување. Не слушнавме дури ни дистанца од упадот во собранието, дистанцирање од упадот во собранието. А да се разбереме, јас не можам да зборувам за директните последици од упадот, меѓутоа групата на новинари кои што останаа заглавени таа вечер во собранието, преживеа страв каков што преживеа, можете директно да зборуваат. Јас бев затворен таа вечер во студиото на Телма и следев заедно со Оливера Трајковска на екраните што се случува. Така што тоа е работа за која што ние не слушнавме никакво извинување. И тоа е првиот притисок врз ВМРО ДПМН. Ќе треба или да се јасно да се дистанцира од минатото или да му дозволи минатото да го прегрне. Со тоа што минатото ќе го прегрне ВМРО ДПМН, тоа веројатно ќе има некаква политичка последица и цена која што нема да се манифестира веднаш, ама ќе се манифестира подоцна. Која би била цената? Пред да ја кажете и третата точка. Па не, втората и третата ни остануваат уште две, иако може да ги третираме како една. Цената ќе биде малку појасна представа кај оние кои што беа разочарани од практицирањето на власта на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, и нивната врска со корупцијата, со злоупотребата на државните ресурси, затоа што ако ништо друго, барем во тој период на практицирање на власта, мислам дека немаше отворена и јавна репресија врз граѓаните, немаше заробување на државата, може би некој тоа така го чувствува, се сеќавате, имаше дури и актуелната председателка го користеше тој термин, меѓутоа тоа никогаш не беше на тој начин опишано од меѓународната заедница или од релевантни следачи монитори на успехот и на демократизацијата на државата. Добро, и бидејќи те прекинав... Втората и третата точка на притисок веројатно може да ги толкуваме и како една. Јас ги разграничувам затоа што прво ќе треба
да се соочи ВМРО-ДПМН внатрешно со потенцијалното разслојување, разделување помеѓу оние кои што се уште ги има многу такви, го поддржуваат Груевски и го посакуваат Груевски за лидер. И оние кои што успешно пливаат во оваа ситуација, во ова ВМРО-ДПМН, затоа што едноставно одлучиле дека ќе го прифатат, ќе прифатат сегашноста случувањето и ќе се обидат да се врамат во она што ВМРО-ДПМН не го нуди. Токму тука, дали внатре во ВМРО ќе има некаква ситуации на тензии, ако се случи тоа што премиерот го кажа сепак дека поранешниот лидер на таа партија, ако дојде, ако го вратат, одма ќе заврши зад решетки. Добро, случувањата беа различни, ама до денес, ако не се лажам, ВМРО-ДПМН е единствената политичка партија во која што имало пресметка со оружје внатре во партијата. Може би имало и во други, ама тоа биле повеќе во некакви криминални групации прикачени околу партиите, ама не во самата политичка партија. Така што веројатно, да се разбереме, не очекувам дека денес во 2026 година ќе се случуваат работи кои што се случувале во 90-тите. Меѓутоа дека ќе има некакво регрупирање, внатрешни поделби или потреси барем, ќе има секако. И тоа ќе има ефект врз учинокот на ВМРО-ДПМН во практицирањето на власта сега и веројатно на следните избори. Токму тука, зошто би имало таков импакт на начинот како ќе владее сега? Ќе биде тоа бидејќи, да кажам вака по народски, луѓето што и ти како што кажа, луѓето што го поддржуваат Груевски ќе направат притисок врз овие институции, врз властите сега за некаква цел нивна? Не, туку ќе има малку поодложено дејство, среднорочно. Ќе биде прашање на можноста за доверба или на доверба, реална доверба помеѓу водството во партијата и различните функционери на сите можни нивоа на власта. Доверба која што ќе се базира на лојалност, на тоа колку се одговорни кон актуелното водство или кон актуелниот лидер и може да заборават на минатото. Ако тоа го прифати актуелното раководство и го толерира, може да му се удри од глава на долг рок, затоа што довербата не се купува лесно. Може да предизвикува фракции, сакате да кажете? Па веројатно. А од друга страна, ако влезат во реална пресметка веднаш, тогаш импактот ќе биде видлив веднаш, ќе се почувствува веднаш. По мене, фракционерството е поверојатно и повозможно ако влезат веднаш во некаква пресметка со условно кажано нелојалните структури во партијата. Сакате да кажете дека ако сега во овој период тие што можеби го поддржуваа Груевски спласна, поради реалноста која беше, бидејќи тој не беше тука, сите случувања која беа сите овие години, состојбата се менува. Сега се менува, бидејќи враќањето само по себе ќе предизвика нови бранови внатре во партијата. Имате голем број на луѓе кои што, ако кажам, слепо му верува на Груевски, веројатно нема да погрешам. И ако кажам дека се уште му веруваат и го посакуваат за лидер, исто така веројатно нема да погрешам. Кога тие се оставени сами,
или кога се овде без Груевски е една состојба, ама кога Груевски е овде и тие се тука, гледате на тоа како на она играта кога поставувате рамка од конец и внатре имате повеќе магнетчиња, треба да ги поставите магнетите на начин да не можат да се соберат одеднаш, а магнетот нели се привлекува. Мојта на Груевски да привлекува луѓе без оглед кој е и каков е огромна и мислам дека не смеат да ја занемарат. Дали ова ќе значи поедноставно за Мицковски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ да го спроведе законот просто и да го стави зад решетки? Може би. Не можам да тврдам одговорно какви се состојбите во ВМРО-ДПМНЕ, ама можеме да извлекуваме некакви предпоставки. За мене објективно, мислам, реална е предпоставката дека Мицковски ќе го следи законот. Може би тоа нема да биде на долг рок или онолку колку што бара пресудата, меѓутоа мислам дека можеме да очекуваме да го следи законот. Од друга страна, ако би бил на местото на Груевски, мислам да се разбереме, фала дека не сум, ама после толку долго време веројатно успешно интегрирање во едно општество, јасно е дека тој нема да може да остане таму, нема да може да бара државјанство и други обиди, меѓутоа би се запрашал дали сакам да се вратам назад. Лесно е да пишувам статуси на социјалните мрежи од стотици километри далечина, затоа што мојот импакт е видлив, ама изложеноста и стресот е минимален. Можно ли е да предизвика нова политичка структура, нова политичка партија, без разлика дали ќе биде начело или не, но која веќе влијае не само во ВМРО, него во целиот политички моментум во нашата држава? Ама не ми е јасна која ќе биде целта на таквата политичка групација, иако веројатно е можно. Ако се водам само од поранешните искуства, тогаш веројатно тоа ќе биде пресудно за Груевски, погрешно, повеќе од што за ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи очигледно е дека партијата била имуна на таквите оттуѓувања на нивното гласачко тело или на членство и активисти. Океј, ова е за ВМРО-ДПМНЕ, но гледаме дека има огромна реакција и од СДСМ, но и од другите делови од општеството. Што тоа би подразбирало за државата? И самата политичка дебата, една таква ситуација кога Груевски би се вратил или би го вратиле, нели сега? Веројатно, враќањето на Груевски е варијаблата која што може најмногу да предизвика промена во Македонија од промената на власта во Унгарија. Не гледам, освен ако беше идеолошки близок на Социјалдемократскиот сојуз, не гледам зошто треба да се радува толку многу Социјалдемократскиот сојуз на изборот на Петар Маѓар. Тој е десничар на крајот на криштата. Нема никаква сродност идеолошка со нив. Тие не се власт за да можат да го поздрават неговиот избор. Единствено што можат да поздрават е капацитетот за демократска промена и за мобилизација на граѓаните. Да се разбереме, повеќе од 75% излезност на изборите е огромна бројка. Ми се чини дека ние не успеавме тоа да го постигнеме дури ни тогаш кога највеќе ни требаше. Така што како наблюдувач немо од надвор може да се радуваат. Еве, например, јас лично како граѓанин на држава и како следач на состојбите или на политики поврзани со ЕУ би можел да се радувам на демократскиот капацитет за промена на власта и за мотивираност за учество во изборите. Ама не гледам
врска реална помеѓу СДСМ и Но Маđar. еве дали е самата дебата за Груевски, за враќање на истите теми, за тоа што се случувало и сето тоа, и тоа не мислам би дека дал на СДСМ и на опозицијата можност повторно нели да ги вратат некои дебати како што кажавте и на почетокот за тоа што било во ВМРО, што било во минатото и во контекст на тоа како ќе реагира сегашното ВМРО. Одговорноста на опозицијата во случајов е многу шансата на опозицијата е многу мала. Тие можат да зборуваат за потребата од тоа Груевски да заврши во затвор бидејќи треба да отслужи правосудна судска пресуда. И тука запира дискусијата. Ако се сеќавате, се случи условно кажана скандалозна промена на кривичниот законник, која што како последици имаше амнестија на некои од криминалците кои што така ги ословуваа во јавниот дискурс. И сега ако зборувате за тоа дека ВМРО ДПМН во своите редови има голем број на луѓе кои што можеби и се огрешиле од законот, тогаш треба да се прашате дали прво имаме право да го правиме тоа, затоа што им дадовме шанса да живеат на слобода, а од друга страна со погрешна проценка, веројатно погрешна проценка, тоа е дури и амнестирање на нивната активност, а од друга страна дали можеби не можеме такви да препознаеме и кај нас внатре. Така што мал е маневарскиот простор на социјалдемократите во случајов. Она што можат да продолжат да го прават е да притискаат за отслужување на затворската казна. Можат да зборуваат за условно кажано Европски фронт и да се придружат и да го пофатат, да го прифатат повеќе наративот кој што очекувам дека ќе го добиваме многу почесто од страна на Европската Унија сега по заменувањето на Орбан. Што тоа би значило дека ќе има поголем притисок врз властите во Македонија? Па да, прво затоа што рековме ти до сега го анализиравме внатрешниот потенцијал за притисок. Кога на тоа ќе го додадеме надворешниот притисок, веројатно ќе биде многу потешко за владата да функционира во просторот кој што досега го има или со комоцијата која што има благодарение на условно кажано заштитата од Орбан. Орбан никогаш не презема ништо за да ги заштити од ВМРО ДПМН, меѓутоа многу од заклучоците, многу од наративот кој што можеше да доаѓа од Брисел беше ублажен благодарение на неговото функционирање таму. Да се разбереме, Орбан дојде и во Македонија и беше представен како најголемиот пријател на државата. 2 дена откако неговиот амбасадор во Брисел гласаше за разделување на Македонија од Албанија во пакетот за придружување. Така што не е дека бил баш толку голем пријател на Македонија, ама кога требаше да се зборува за проценка на состојбите, сигурен сум дека правел се што може да направи за да може да го задржи статусот кој што го има. Благодарение на таквата позиција Унгарија е стратешки вмрежена или длабоко вкоренета во стратешки сектори во Србија. Енергетиката има огромна зависност со Унгарија. За разлика од Србија, кај нас Унгарија не е дел од енергетскиот сектор. Ќе стане дел од телекомуникациите, меѓутоа е многу длабоко вмрежена во медиумскиот сектор. И тука ја гледам нишката која што постои. Таа еднаш кога го прочитав терминот и многу ми се допадна. Не се сеќам само од кој медиум беше употребен, вели го немаат капацитетот овие 3 држави да бидат оска на злото, како например Иран и Венецуела, со нивната соработка, меѓутоа имаат доволно голем капацитет за да бидат оска на досадните во Централна Европа. Но тоа веќе го нема.
Тоа веќе го нема и веројатно побрзо ќе се почувствува притисокот врз Вучич, одошто врз Мицковски, и веројатно поголем ефект ќе има врз Вучич, одошто врз Србија, одошто врз Македонија. Добро. Сакам на следниот начин и во контекст на овој разговор, што би предизвикала во контекст на дебатите. Гледаме дека има во последно време по-националистички наратив во Македонија, се враќаат некои теми и дебати кои можеби сме мислеле дека се затворени, како што е тоа употреба на јазикот, нели студентите, правосудниот испит. Дали овој момент сега ќе предизвика друг бран на националистички наратив? Па мислам дека изгубена е шансата за националистичкиот наратив. Не дека во целост не постои можност да го преживееме или да го гледаме, бидејќи тоа го правиме во моментов, ама мислам дека таа оска која што ја гледам низ поврзаноста и зависноста, Унгарија обезбедуваше заштита на наративот, длабоко беше вградена во Србија. Србија само експортираше и во македонскиот медиумски простор. Србија за нас експортираше медиумска содржина и анализа и гледиште за светот, кое што ние овде успешно го примавме, го развивавме за да чувствуваме дека е као наше, и го продолжувавме понатаму, го перпетуиравме. Така што ако се пресече условно главата на змијата, тогаш веројатно тој наратив ќе оди малку потешко, ама ние не сме неподложни на продолжување на таквиот наратив. И видите како што предизвика протестите за недовербата ќе продолжи да функционира се додека нас не хранат анализи и известувања од друг центар. Ние дури ни тогаш кога имавме условно кажано владина политика едно општество за сите, не се обидувавме да пренесуваме вести за, пак ќе речам, условно кажано, албански теми од албанци. И тогаш и сега се храниме од анализа и известувања од Белград. Како треба да биде реакцијата во нашето општество кога се отвараат овие теми? Повторно ќе го спомнам протестот на студентите, бидејќи сега имаме еден нов моментум кој можеби беше сонот на македонските националисти, да албанците излезат и кажат спроведете го уставот, спроведете ги законите. Значи, студентите тоа бараат, а се преведува во македонскиот простор како тоа да е нешто арогантно или нешто како друга или уште едно барање од овие албанци. Па како ние сега да ги гледаме овие ситуации и во контекст на се што се случува? На последица на долгорочна или на подолга изложеност на наратив димензиониран за таков однос. Пред неколку години правевме истражувања и се обидувавме да правиме асоциации за државите од соседството. За чудо, никогаш нема лоша асоциација за Србија, тоа не ме чуди. Не дека не треба да има, туку дека зборуваме не се појавува. Како што било, За чудо правиме разлика помеѓу Албанија и Косово. И правиме разлика помеѓу Албанија и Косово, при тоа зборуваме за традиционални врски, за заедничко минато, поранешна држава и така натака за Србија, не го земаме истиот квалификатив за Косово. И тоа е моментот кој што ми е индикативен за целиот однос понатаму. Недовербата која што ни била прелевана помеѓу
дваите етнички заедници премногу долго време во заедничката држава од Белград, не како центар на заедничката држава, туку како центар на Србија во случајов, ни останува, се задржува затоа што постојано има некои кои што размислуваме со страв. Мојата прва реакција за студентскиот протест пред да се случи протестот, кога почна да се развива дискусијата, беше дека правосудниот испит не е дел од образовниот процес. И дека како таков не може да подлежи на разумот кој што вели ако образованието е на еден јазик, тогаш треба да му даеме шанса да се заокружи на истиот јазик. Сметав дека тоа е гаранција за функционирањето на судската постапка. Според законите во Македонија судската постапка се води на македонски јазик. Законот исто така овозможува за странките кои што не го познаваат македонскиот јазик да добијат толкување. Меѓутоа тоа не се проширува на адвокатите кои што учествуваат во постапката. Тие мораат да го познаваат јазикот. И сега реков, ова беше мојата прва реакција. Меѓутоа, ако земете да размислите подобро, подалеку од само првата иницијална реакција, гледате дека во суштина јазик, правосудниот испит не го гарантира познавањето на јазикот. Македонец сум по раѓање, по родители, по државјанство, по етничка припадност. Мајчин јазик ми е македонскиот, меѓутоа не можам ни оддалеку да тврдам дека го познавам до толку да можам успешно да поминам, например, лекторски испит по македонски јазик, кој што можеби и тоа не е гаранција дека го знам јазикот, ама е поголема гаранција од само изучувањето на македонскиот како мајчин јазик. Вакви како мене, правници, кои што веројатно не би поминале лекторски испит по македонски јазик, убеден сум дека ги има многу. Некои лично ги познава. А не се лоши правници, најмалку се лоши адвокати. И тоа мислам дека треба да ни биде водилката барем за овој дел. Треба да го бараме индивидуалниот квалитет. Андреја Стојковски, дебатата се претвори на тоа кој мора на кого јазикот да го знае, а не се гледа од практични аспект дека ако си завршил 4 години студии, тој последен испит кој ќе го заокружи тоа твое знаење, во суштина се гледа како начин на друга интерпретација. И ти го поставувам прашање бидејќи видов дека ти си студирали во Шпанија, значи. Си студирали во друг странски јазик. Тоа не значи колку знаеш или не знаеш во одредена професија, а после колку си добар, тоа праксата ја потврдува. Тоа сакам да го кажам. Мојата позиција во однос на правосудниот и на јазикот е дека квалитетот на адвокатот ќе се покаже индивидуално благодарение на неговата работа и практицирањето. Не благодарение на тоа на кој јазик го положил правосудниот испит. Веројатно нема да изберам никогаш друг адвокат затоа што имам адвокати во семејството. Меѓутоа не гледам зошто би требало да се затвораме и тоа е меѓу другото дел од адвокатската етика. Не смееме да се затвораме, односно не смеат да се затвораат во етничките граници. Адвокатот треба да биде таков за да може да застапува сите. Да ги застапува сите и успешно да го прави тоа. И сме виделе да има адвокати македонци кои бранат албанци и обратно, така да тоа не е... тоа мора да биде главната... Или со други зборови, можеш да знаеш многу добар македонски и да ги имаш поминато сите лекторски испити, ама да не знаеш право. Апсолутно. За мене идеалното општество е она во кое што денес овде двајцата заедно ќе можевме да зборуваме секој на својот мајчин јазик и ќе се разбиравме. Да. За нас, за жал, тоа е промашена шанса.
иако велам промашена затоа што сме можеле да го направиме тоа во времето кога сме се образувале и двајцата, меѓутоа не е за општеството промашено, затоа што се уште има шанса. Дури и за нас имаме се уште време да научиме. Добро, тоа ти си во предност. Јас имам се уште време да научам странски. Слушај, јас така и го гледам, но ова е друга тема. Ја отворив ова тема во контекст на разговорот што го правиме, бидејќи видовме еден наплив на, поготово во социјалните мрежи, еден вокабулар кој не постоеше пред некое време или пред неколку години. Не дека не постоел. Чувството мене ми е како во 90-тите години, кога имаше огромен агресивен наратив. Но поентата е дали целата ова ситуација со Груевски, со овие моменти ке придонесе на уште поголем националистички наратив во Македонија и како тоа ќе влијае, за да го заокружиме разговорот. Пред малку зборувавме за тоа и постојано се навраќам. Минатава недела, читајќи го интервјуто, например, на Шекеринска за Рацин и коментарите. Не толку интервјуто, колку коментарите. Во македонецот, не во граѓаните општо, во македонецот има многу голем гнев кон се она што му е различно и му излегува од рамката на која што е научен. Има толку многу нетрпение кон тоа што го кажува за НАТО и за чадорот за одбрана на државава. Така што веројатно не треба да не зачудува негативниот меѓуетнички набој, меѓутоа не треба да му оставаме простор. Мора да го осудиме. Тоа што ме плаши во Но нема многу осуда. Тоа мене ме загрижува. Нема воопшто осуда. И тоа дозволува уште повеќе да се амплифицира. Тоа е моментот кој што, да бидам искрен, ме плаши. Не можам да одговорно да тврдам, меѓутоа имам некаков впечаток дека некои од албанските јавни функционери, не албанските, овде домашните албанци, се ставени за, да ми простат на терминот, за украс, затоа што потребно е да бидат дел од таквата структура и нема реално, можеби така било секогаш. Затоа реков, не смеам да го тврдам тоа, меѓутоа имам таков впечаток и се додека го имам таквиот впечаток, ќе ми стои овде некаде зад мене чувството дека таквата осуда не ја правиме доволно често и не вложуваме многу повеќе во... Но зошто само албанците да ја прават осудата? Не, напротив, не мислев дека албанците треба да ја прават осудата. Тоа не ја гледаме општо. Осудата треба да ја правиме сите и многу повеќе македонците од што албанците, затоа што да се разбереме на крајот на криштата треба да бидеме отворени да го препознаеме и другиот. Не гледам зошто треба да одам со стереотип за цела една етничка заедница и зошто треба да одам заради некаков случај во било кое време, дури нешто што ме афектирало лично, со осуда или со недоверба кон цела етничка заедница. И на крај, дали може оваа ситуација да предизвика тензии во коалицијата? Ако завршат само на тензии во коалицијата би било добро. Мислам ќе биде подобро. Се надам дека состојбата нема да не врати деценија наназад или можеби и повеќе. Се радував кога во... А има таков ризик? Па веројатно има таков ризик. Знаете како, пред 10 години, малку помалку од 10 години, дуи зборуваше за тоа дека имплементацијата на рамковниот договор е завршена.
И знаете како, сум можел да се плашам од рамковниот договор, можеби во првите 2, 3, еве и 5 години, меѓутоа после тоа станува секојдневие дел од нашиот живот. Нема зошто да се плашиме, мораме да го научиме и да живееме со него. Сега се враќаме назад и велиме дека постои опасност дека не се е завршено. Го гледам тоа како потенцијал да дојдеме условно кажано во некоја блиска иднина во моето идеално општество, каде што сите ќе можеме да се разбираме, ама за тоа мораме да направиме многу повеќе. Сите заедно веројатно, меѓутоа македонците како одговорна нација во државата и таквата одговорност веројатно ние треба да ја носиме заради државата, ама сите заедно заради придонесот кон општата одговорност. Добро, со ова ќе завршам. Бидејќи може да продолжиме и понатаму, но времето е толку и се надевам и тие што не следат ќе можат барем да сфатат некои од овие тези што ние ги изборувавме. Андреа Стајковски, ти благодарам многу што беше дел од овој разговор. Благодарам, Назин, беше задоволство. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, sigurisht të provokuar nga zhvillimet e fundit në Hungari, me gjithë atë deklaratën të kryeministrit të ardhshëm Petar Maxhar se mund të ndodhë që Nikola Gruevski të kthehej dhe çfarë impakti do të kishte. Ne do të vim sërish të njëjtën, deri atëherë, mirupafshim.